Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гост е денеска директорот на управата за имотно-правни односи Зоран Крстановски. Добар ден, господине Крстановски, ви благодарам што прифативте поканата да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден до сите што не слушаат. Ви благодарам. Со последните измени во Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна собственост, предвидена е дополнителна можност за лицата кои што не поднеле барање за приватизација во рокот што истече на 15.12.2014 година. За што конкретно се работи? Така. Со последните измени на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште, кои што влегоа во сила во почетокот на септември ова година, предвидовме посебна постапка за сите оние физички лица кои што се поранешни сопственици на земјиштето, а кои што денес во катастар се запишани како корисници на градежно неизградено земјиште, кои што немаат поднесено барање за приватизација на градежното земјиште во рокот кој што беше претходно даден законски определен и истечен на 15 декември 2014 година. Значи, од сите оние контакти кои што ги имаме со граѓаните преку отворени денови или преку други директни средби, констатиравме дека постојат во одредени региони во државата поголеми населени места каде што луѓето до ден денес земјиштето го обработуваат како земјоделско, а во катастар истото се води како градежно неизградено земјиште, затоа што во минатото истото тоа земјиште било фатено со некои одлуки за национализација, односно било влезено во рамки на некој градежен реон. Таа состојба останала непроменета до ден денес во катастар. Тие лица, поаѓајќи од тоа дека истото земјиште веќе долг период го обработуваат, сметале и дека нема потреба да поднесат барање за приватизација. Меѓутоа, суштината е дека на поимотен лист на тоа земјиште тие не се јавуваат како сопственици, туку се корисници. За да им се даде можност на таквите лица да стекнат собственост на земјиштето, токму со последните измени предвидовме посебна постапка која што се реализира преку Агенцијата за катастар на недвижности. Посебната постапка започнува со поднесување на пријава од секој од ова лице кое што е во таа состојба, значи е корисник на градежно неизградено земјиште, значи напоменувам дека се работи за земјиште на кој што нема објект. Пријавата се поднесува до надлежното одделение на катастарот каде што се наоѓа земјиштето. Кон тоа се приложува секако и доказ за идентификација од барателот, правниот основ по кој што е запишано правото на користење, најчесто тоа се некои стари договори, тапи, пресуди, оставински решенија и така натаму, и доказ од општината дека на предметното земјиште, односно на таа катастарска парцела, не се води постапка за легализација на објект. Врз основа на таа документација, Агенцијата за катастар на недвижности дополнително бара по службена должност од нас како управа на имотно-правни работи податок дали за предметното земјиште се води и постапка за приватизација на земјиштето, за да не се водат две исти постапки за истото земјиште. По комплетирање на целокупната документација и утврдување на состојбата се врши промена на правото на користење во право на сопственост по сила на закон. Тоа е, значи, сакам да напоменам дека е истовремено апел, оваа можност може да се искористи до 15.6. наредната година, значи 2016 година. Добро е да се искористи, значи затоа што представува и последната можност за расчистување или на некој начин за трансформација на тие стари кориснички права во право на сопственост. Колку барања за приватизација пристигна во управата за имотно-правни односи до истокот на рокот, значи до 15 декември? Така, најпрво да напоменам дека постапката за приватизација на градежното земјиште е еден од најбитните проекти кои што ние како Министерство за финансии ги реализираме и генерално проект на владата на Република Македонија. Секако поради големиот интерес кој што го имавме од граѓаните и од компаниите, неколку пати го продолжувавме ние рокот за поднесување на барање за приватизација. Меѓутоа истиот дефинитивно истече на 15 декември 2014 година. Според бројките кои што ги имаме, односно евиденцијата, во нашите одделенија на управата за имотно-правни работи, кои што ги има 34 на ниво на Република Македонија, поднесени се нешто повеќе од 302.400 барања за приватизација во рокот до 15 декември 2014. А колку од нив им отпаѓаат на фирмите?
Да, значи од она што ги имаме како податоци, околу 8.000 барања се поднесени, значи од почетокот на процесот на приватизација, од донесување на законот, околу 8.000 предмети се оформени по барања од компании, од правни лица, а веќе за половина од нив донесени се и првостепени решенија. Уште колку очекувате до 15 јуни 2016 година? Пак според нашите проценки тоа можеби ќе бидат бројки кои што веројатно катастар ќе ги даде по конкретно, затоа што постапката ќе оди према нив. Меѓутоа можам да кажам дека тоа се неколку населени места кои што ги лоциравме во најголем дел во Прилеп, во Велес, во Ресен, значи зборуваме за како региони, така што сепак не би калкулирал во овој момент со бројка. Сепак самата постапка ќе си ја даде финалната бројка. И како ќе се одвива постапката, ако може за слушателите на Радио Слободна Македонија? Уште еднаш да појасните, Так. Значи дали треба кај вас да дојдат или во Агенцијата за катастар? Така, значи тука точно да напомениме за да биде јасно до крај постапката. До 15.6.2016 година се поднесува пријава до одделенијата на катастарот. Одделенијата на катастарот кои што ги има на ниво на цела Република Македонија, во најголем дел се на исто место со управата за имотно-правни работи, веројатно тука се јавува одредено мешање на институциите, меѓутоа надлежноста во оваа постапка е исклучиво на Агенцијата за катастар. Значи, документацијата која што е предвидовме во законот е минимална, со цел граѓаните да немаат трошоци при подготвување на таа документација и поднесување, значи доволно е само да достават доказ односно фотокопија од лична карта или патна исправа како доказ за идентификација, пријавата која што е кажав како образец кој што веќе има пропишано катастар, се поднесува во одделенијата, и правниот основ кој што граѓанинот го има кај себе во однос на правото на кој што неговото корисничко право на земјиштето. Се понатаму е другата постапка која што катастар ги прибира доказите по службена должност од нас како управа и донесувањето на актот. Се размислува ли за некои повластени услови за компаниите доколку платат во готово целата сума за приватизација на нивните објекти? Така. Пред се приватизацијата од аспект на компаниите има на некој начин поголемо значење, односно повеќе страно е значењето, не поголемо, туку повеќе страно значењето од аспект на нивното влијание како во однос на целокупната бизнис клима и економските состојби во државата. Правевме во изминатиот период ние како Министерство за финансии повеќе измени во уредбата која што е за цените за приватизација на земјиштето, така што во моментот постојат секако повластени услови за сите компании кои што приватизираат кај нас, односно стекнуваат право на сопственост преку постапката за приватизација, а тоа се содржи во тоа што доколку надоместокот за приватизација кој што треба да го платат надминува вредност 1.800.000 денари, постои можност да истиот го платат на 10 еднакви годишни рати. Значи тоа е опција која што може да си ја изберат компаниите. Во спротивно на тоа, за било кој друг износ на надоместок кој што треба да се плати за приватизација на земјиштето, доколку се одлучат да го платат надоместокот во готово, тогаш веднаш имаат попуст на 30%. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во економската емисија Бројки Зоран Крстановски, директор на управата за имотно-правни работи. Господине Крстановски, управата започна со акцијата Притисни црвено копче доколку имаш имотно-правен проблем. Зашто најчесто се јавуваат граѓаните и фирмите? Прво би се навратил малку на еден друг проект кој што ние како Министерство за финансии, управа за имотно-правни работи започнавме да го реализираме. Односно уште од 2011 година започнавме еден посебен проект за приближување кон компаниите и поддршка на компаниите кои што имаат постапка за приватизација на градежното земјиште. Како надоврзување континуитет на тој проект објавувавме јавни повици за пријавување на правни, меѓутоа и физички лица кои што имаат потреба од помош во постапките што ги водат пред се кај нас во управата за имотно-правни работи, меѓутоа и генерално и за други постапки кои што се поврзани со имотно-правната сфера.
Гледајќи го позитивното искуство од сето тоа, објавивме јавен повик и оваа година, траеше од 1 до 10 октомври, исто така имаше голем одзив од физички и правни лица. Меѓутоа, утврдивме дека можеби тој период е премногу краток за да може да се пријават сите оние кои што навистина имаат потреба од помош од нас како управа во надминување на имотно-правните проблеми. Затоа и се одлучивме, започнавме со реализација на оваа акција, црвено копче, доколку имаш притисни црвено копче, доколку имаш имотно-правен проблем. Навистина морам да кажам дека позитивни се реакциите кај граѓаните. Ние до вчера имавме, односно завчера, бидејќи вчера беше неработен ден, имаме околу 242 пријавени физички лица. Нон-стоп се, значи, достапни нашите телефони и мејл адреси на кои што се пријавуваат физичките, меѓутоа и правните лица. Така што морам да кажам дека навистина оваа акција го дава онај резултат кој што го очекував. Зашто најмногу се јавуваат? Да, значи прашањата се поврзани со постапки за приватизација, кои што веќе се поднесени, иницирани кај нас во одделенијата. Дел од јавувањата се поврзани со прашања поврзани од надлежноста на катастарот. Во тој дел веќе имаме договорена соработка и кој што безпрекорно функционира со Агенцијата за катастар на недвижности, од аспект на тоа таквите проблеми директно да бидат упатувани кај конкретно лице во катастарот, кое што понатаму ќе го следи текот на тој проблем, значи од кој што странката, односно граѓанинот го истакнал кај нас. Дел се предмети поврзани со прашања поврзани со постапките за легализација, кои што се во надлежност на општините, на Министерство за транспорт и врски. Меѓутоа, морам да кажам дека не е занемарлив и бројот на јавувања кои што на крај се сведуваат на тоа дека се работи за лични, семејни недоразбирања околу имотни прашања за кои што водат и судски постапки, и во тој дел морам да кажам дека нашата помош е најмала, затоа што веќе се работи за прашања кои што излегуваат надвор од нашите надлежности и тука веќе оставаме на она да судот пресуди кој е во право, кој е во криво. Споменавте дека имало многу јавувања од граѓаните, но и од фирмите. Дали ќе продолжите со оваа акција наредната година? Да, токму тоа ни е идејата, значи следејќи ги сите резултати кои што досега ги имаме и она што како се одвива досегашниот тек на акцијата, секако дека мотив е повеќе за да продолжиме со акцијата, континуирано ќе реализираме, значи нашите контакт телефони и имејл адреси се транспарентни на веб страната на Министерството за финансии. Во било кое време сите граѓани ќе можат да се пријават дополнително, сите оние кои што ќе бидат пријавени ќе бидат повратно исконтактирани во однос на појаснување на проблемот кој што е, со цел да се детектира дали е тоа во наша надлежност на управата, дали е во надлежност на катастар, со цел да се дадат соодветни правни совети, доколку се работи за предмет кој што е за приватизација. Начинот на кој што постапуваме е дека веднаш се контактира со надлежното одделение каде што се работи предметот, се утврдува статусот од аспект на тоа дали предметот е комплетиран со потребните докази и доколку има потреба од комплетирање од страна на странката се известува да се достават, доколку не се дава рок, во најкраток можен рок да се заврши предметот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Разговараме со директорот на Управата за имотно-правни работи Зоран Крстановски. Господине Крстановски, го споменавте дека имате одлична соработка со Агенцијата за катастар, со кој заедно имате отворени денови. Што ги информирате граѓаните на овие заеднички отворени денови со катастарот и управата? Од сите изминати години колку што веќе реализираме акцијата Отворени денови за средби со граѓаните, каде што одевме паралелно и издвоено од Агенцијата за катастар на недвижности, утврдивме во суштина дека проблемите со кои што граѓаните или прашањата кои што се поставуваат се можне блиски, односно се поврзани со надлежностите на двете институции. И токму затоа и се одлучивме оваа година за заеднички тимови на Управата за имотно-правни работи и на Агенцијата за катастар на недвижности да ги реализираат отворените денови. Тоа е значи можност сите граѓани кои што ќе се обратат и компании секако, кои што ќе се обратат во тие определени термини во нашите одделенија, да имаат на едно место можност да го истакнат својот проблем
и во зависност од тоа во чија ингеренција е во моментот да ја добијат потребната информација. На тој начин се скратува и периодот на упатување од една во друга институција и на некој начин на едно место се добива потребната информација и потребниот одговор. Каде се ќе има наредниот период? Така. Отворените денови започнавме да ги реализираме од 15 септември, ќе траат до средината на февруари наредната година. Јас би можел сега чисто за нашите слушатели да ги кажам и термините и местата во кои што во иднина ќе следат отворените денови, заедничките отворени денови на Управата за имотно-правни работи и на Катастар. Значи на 10 декември во четврток сме во Кратово и во Крива Паланка. На 15 и на 16 декември, двата дена сме во одделенијата во Тетово и во Гостивар, значи во двата града, во двата денови. Од 21 декември до 25 декември, значи таа цела недела, ќе трае отворени денови за граѓаните кои што имаат поднесено барање во одделението во Центар, во Управата за имотно-правни работи, а тоа е поврзано и со Скопското одделение на Катастар. И со тоа завршуваме за оваа година. Продолжуваме на 12 јануари 2016 година во Велес и во Штип, а на 20 и на 21 јануари имаме во Македонски Брод и во Крушево отворени денови. Од 25 до 29 јануари ќе траат отворените денови за Управата за имотно-правни работи во одделението во Кисела Вода, кое што ги покрива и општините Кисела Вода, Сопиште, Зелениково и Студеничани. На 2 февруари сме во Куманово и на 3 истовремено, мислам последователно, и на 9 и 11 на 9 февруари сме во Радовиш, а на 11 февруари во Струмица. Значи, со тоа завршуваме за овој циклус на отворени денови, кои што заеднички ги организираме со Агенцијата за катастар на недвижности. Со оглед на тоа дека имате отворени денови заедно со Агенцијата за катастар, може ли еден апел кои граѓани, дали тука спаѓаат само за легализација, приватизација, легализација на дивоградби, денационализација? Да. Главно и она што досега се обраќаат граѓаните кај нас во текот на овие отворени денови, секако дека се прашањата поврзани со приватизацијата, со надминување на катастарските уписи, значи во минатото она што се појавувало како површина што граѓаните ја користеле во поседовни листови со она разлика што денес им се јавува во имотен лист, кој што е последица на различните, односно унапредување на процесот на уписи, односно мерење на катастарските површини преку процесот на дигитализација во катастарот, прашањата за легализација на објекти кои што доаѓаат кај нас како прашања кои што странките ги, односно граѓаните ги упатуваат, иако тоа не е во наша надлежност, меѓутоа веднаш се дава соодветна правна помош поврзана и со новите законски измени во таа сфера, кое што е реализира Министерството за транспорт и врски. Прашањата за денационализација ни се вообичаено прашање кое што кај нас се појавува при отворените денови, иако би сакала да искористам и можноста, значи да нагласам дека Управата за имотно-правни работи нема надлежност да ниту јас како директор да одлучува во тие постапки за денационализација, без оглед на тоа што кога тој закон започнал да функционира, Управата за имотно-правни работи бил органот каде што се поднесувале само барањата. Целиот процес на одлучување по таквите барања веќе се одвива преку посебни комисии кои што си се формирани на ниво на Република Македонија и секоја си има своји ингеренции во тој дел. Споменавте дека имате премногу активности, меѓутоа моето последно прашање до вас е кои ќе ви бидат приоритети во наредната 2016 година? Секако дека во наредната година ќе се обидеме да ги решиме постапките за приватизација кои што ни се во тек во прв степен. Значи да се донесе, не може да се каже дека дефинитивно ќе се одлучи, затоа што тоа правосилноста на решението никогаш не можеме да предпоставиме ние дека веднаш ќе настапи, затоа што постојат можности за редовни вонредни правни лекови и така натаму, меѓутоа она што е наша приоритетна цел е да донесеме решенија во сите предмети кои што се во тек.
Секако дека ќе продолжиме во насока на модернизација, осовременување на функционирањето на управата за имотноправни работи. Веќе започнавме и ја реализираме електронско поврзување на управата за имотноправни работи со Агенцијата за катастар на недвижности, со што значително се скратува периодот на прибирање на доказите по службена должност, кои што ние како управа ги бараме од катастар и ни се неопходни за донесување на решение за приватизација. Во наредниот период ќе продолжиме во тој правец со електронско поврзување на управата за имотноправни работи со државното правобранителство, кое што ние како соработник во тој процес на донесување на решение за приватизација, кое што дава мислење на нашите решенија за приватизација од аспект на заштита на државниот имот и електронско поврзување со второстепената комисија, со државната комисија која што одлучува во втор степен. На тој начин ќе се овозможи секоја поднесена жалба до одделенијата да може во истиот момент скенирана заедно со целокупниот предмет да биде доставена по електронски пат до второстепената комисија, со што ќе се избегне периодот на праќање по пошта, долго време трајање на испорака, односно пристигнување на предметот од нас до второстепената комисија и со тоа директно се скратува и периодот на одлучување и постапување по истата. Господин Крстановски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. Благодарам за поканата. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ги слушате и најважните настани на економски план оваа недела. Американската компанија Гентер интензивно гради фабриката во Прилеп. Инвестицијата е вредна 20 милиони евра, а гигантот од автомобилската индустрија најави вработување на 2000 лица. За почеток ќе бидат вработени 350 лица, кои веќе се на обука во Украина, изјави премиерот Никола Груевски. Добрата бизнес клима била одлучувачка да ја одберат Македонија за своја инвестиција, посочи премиерот. Работата си дава резултат. И она што го најавив пред 3 години, денес во пракса се остварува. Денес и официјално му посакуваме добре дојде на американскиот инвеститор Гентерм овдека во Прилеп. Тоа ќе биде можност и за голем број индиректни вработувања во други компании кои ќе бидат добавувачи, снабдувачи, кооперанти или разни други партнери, видови на партнерства на Гентерм. Покрај американската глобална компанија Гентерм, во Тирс во Прилеп влегува уште еден странски инвеститор, а тоа е германската компанија Акомплас, за што договорот е во финална владина процедура, потврди премиерот Груевски. Денес имам чест и задоволство да го потврдам и влезот на уште еден странски инвеститор тука во технолошко-индустријската развојна зона Прилеп. А тоа е германската компанија Акомпласт, која ќе биде нов сосед на Гентерм. Оваа компанија исто така произведува автомобилски делови и истата веќе регистрира своја фирма во Македонија. Договорот за инвестицијата е во финална владина процедура и многу скоро и оваа компанија ќе почне да ја гради својата фабрика токму овде во оваа зона. На тој пат продолжуваме да работиме и со други заинтересирани инвеститори и не само во зоната во Прилеп, туку и за сите други региони низ Македонија. Минатиот месец ја пуштивме новата фабрика на Маккарт во Велес. Key Safety Systems веќе гради во Кичево. Диатек наскоро започна со производство во зоната во Скопје. ОДВ Електрик ја гради својата фабрика во зоната меѓу Струга и Охрид. За месец дена започнува изградбата на фабрика на италијанската Монтанте Груп во Мунарчик. Ке се произведуваат амортизери за возови, автобуси, шински и тешки возила. Во првата фаза е планирано да се вработат 100 лица, а се очекува да започне со работа во јуни до година. Собственикот потенцираше дека Македонија е избрана меѓу повеќето земји поради најдобрите услови за водење бизнис. Директорот на Тирс Виктор Мисо истакна дека во првата фаза ќе бидат инвестирани 10 милиони евра. Се очекува годишниот извоз на производи од земјава да достигне 30 милиони евра. Некаде во рамките на месец јануари се очекува започнување со градежните активности.
Во оваа прва фаза зборуваме за една инвестиција од околу 10 милиони евра, како што кажа господинот Монтанте, ќе се вработат на почетокот 100 луѓе. Во Македонија ќе имаме многу софистицирано производство. Годишниот извоз на само оваа прва фаза треба да надмине околу 30 милиони евра, што дополнително ќе го подобри економскиот и трговскиот баланс на државата. Владината мерка ослободување од плаќање придонеси за фирмите кои ќе вработат млади лица најде на голем интерес. До сега 5200 компании вработија 10.700 лица до 29 годишна возраст. Заменикот министер за труд Диме Спасов во посета на штипска компанија, која преку оваа владина мерка вработи 151 лице. На ниво на општина Штип преку само оваа мерка изминатата година и околу 8 месеци до сега се имаат вработено околу 930 млади лица во приватните компании, користејќи ги поволностите од мерката за вработување на млади до 29 години. Трговијата трпи од мигрантската криза. Заради блокадите на железничката станица на меѓуграничниот простор со Грција, производи на македонски, но и на големи меѓународни компании не може да стигнат до своите дестинации. Превозниците треба да внимаваат, затоа што истото ни се случи кога се воведе ембаргото за Европската Унија. Имаме ние трговци кои што се обидуваат преку реекспорт да земат роба од Турција па да извезат за Русија. Меѓутоа, според документите од потеклото на стоката се знае дали е стоката од Македонија или од Турција и затоа препорачувам на транспортерите убаво да си ги погледнат сите документи. Од 1 јануари 2016 година почнуваат да важат зголемените субвенции за определени земји, кои ги дава владата за привлекување на странски туристи. Од 25 евра на 65 евра се зголемуваат субвенциите за привлекување странски туристи од Израел, Австрија, Малезија, Јужна Кореја, Италија, Франција, Шпанија, информира владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Да ги проучат пазарите во земјите каде што доаѓа до зголемување на субвенциите и да стапат во контакти со партнери од истите овие земји со цел уште во текот на зимските одмори да се обезбедат туристи кои што ќе дојдат од странство во Република Македонија. Имајќи во предвид дека овие странски туристи придонесуваат за зголемен девизен прилив во Република Македонија, овој потек би бил добар како за туристичките агенции кои што се домашни за зголемување на нивниот профит, така и за општиот економски раст на Република Македонија. Деновиве се очекува да започне откупот на тутун. Премиерот Груевски апелира откупувачите реално да го вреднуваат. Инспекцијските органи будно ќе ги следат откупувачите, дали соодветно ќе го вреднуваат трудот и напорите на земјоделците и квалитетот што го постигнале. Така што очекувам дека ќе имаме успешна откупна сезона оваа година. Прилеп е град и регион каде што имаме најголем процент на тутунопроизводители. Знам дека тоа им е многу важно и тоа што нив им е многу важно и за нас е многу важно, затоа со особено внимание ќе го следиме откупот, односно особено делот на цените и одредувањето на квалитетот од страна на откупувачите. Овде завршува уште една емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска, денеска 3 декември е и Далибор Зафировски техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот директор Иван Бечковиќ. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.